Топлотните бранови не носат само физичка исцрпеност, туку оставаат сериозни последици врз менталното здравје. Високите температури ги зголемуваат анксиозноста и стресот, а ја намалуваат и концентрацијата. Недостатокот на фокус носи ризици, а во сезона на летни одмори, кога фреквенцијата на патниот сообраќај е значително зголемена, расте и опасноста од сообраќајни незгоди. Кога ноќите се топли и телото не навлегува во длабок квалитетен сон, и такви неколку непроспиени ноќи всушност прават кај луѓето една психичка раздразливост, вознемиреност, се намалува концентрацијата, имаме пат на концентрацијата. И затоа во овој период имаме навистина зголемен број на сообраќајни незгоди, незгоди со тротинети, со мотори и со велосипеди. Граѓаните често прават грешки кои дополнително го оптоваруваат организмот. Недоволното внесување на течности, консумирањето алкохол, тешка и мрсна храна, како и долгото изложување на сонце, може да доведат до дехидратација, топлотна исцрпеност и сериозни здравствени компликации. Во вакви услови лекарите советуваат лесна и свежа храна, многу вода, избегнување на кофеин и алкохол и престој во разладени простории, како и ограничување на физичката активност во период кога температурите се највисоки. Нормална телесна температура на човекот е од 36,5 до 37,1-2 Целзиусови степени. Се што надвршна температура се приближува кон тоа или го надминува тоа, дава дополнителен товар при ладењето. Ако на тоа додадеме дехидратација и физички напор, тогаш навистина може да настане топлотен удар или колапс на состојба. Советите на лекарите ќе бидат драгоцени во наредните денови, кога во Македонија се очекува повторно зголемување на температурите до 39 степени. Колку е опасно сонцето покажува и бројот на дополнителните смртни случаи. Во екстремно топлиот јуни што ја зафати Европа, 12.000 граѓани, најмногу во Франција, починаа за време на силниот топлотен бран.